Здраво, драги бикови! И добре дојдовте во вашиот месечен хороскоп за јуни. Пред вас е месец кој носи можност за стабилизација, нова јасност и чувство дека конечно почнувате да го враќате балансот во некои важни области од животот. Ако во изминатите месеци чувствувавте несигурност, замор или впечаток дека вложувате многу, а добивате малку, јуни ќе ви покаже дека не секој резултат доаѓа веднаш. Некои семиња што сте ги посадиле претходно, конечно почнуваат да даваат знаци на живот. Ова е месец во кој ќе сватите дека трпението не било залудно. Ќе има моменти кога ќе треба да донесете одлука. Дали ќе останете во вашата зона на удобност или ќе направите чекор кон нешто што ве плаши, но во исто време и ве привлекува. Токму таму се крие вашата најголема можност во јуни. А главна тема на месецот е дека за вас во текот на овој месец главната порака е верувај во својата вредност. Понекогаш толку многу се концентрирате на тоа што се уште немате, што заборавате колку веќе сте постигнале. Многу бикови ќе почнат да гледаат појасно колку нивната работа, труд и посветеност вредат. Можеби некој конечно ќе го препознае вашиот придонес. Можеби ќе добиете пофалба, што долго време сте ја чекале. А можеби вие самите ќе сватите дека повеќе не треба да се докажувате на луѓе кои не ја гледаат вашата вредност. И тоа сознание може да биде ослободувачко. Во текот на јуни ќе чувствувате поголема потреба за мир, стабилност и искрени односи. Ќе ве привлекуваат луѓе кои внесуваат сигурност, а ќе се оддалечувате од оние кои носат драма и конфузија. На љубовен план, јуни носи можност за продлабочување на чувствата. Ако сте во врска, ќе имате прилика подобро да се поврзате со партнерот. Малите гестови ќе значат повеќе од големите зборови. Еден разговор, едно искрено признание или едноставно повеќе време поминати заедно може да направи голема разлика. А доколку постоеле недоразбирања, ова е добар период да се решат. Не дозволувајте гордоста да стои помеѓу вас и некој што ви значи. Понекогаш е потребна само една искрена реченица за да се поправи нешто што долго време било нарушено. Слободните бикови може да почувствуваат дека се подготвени за нова љубовна приказна. Но овој пат нема да ве интересираат површни односи. Ќе барате нешто што има потенцијал да трае. Некој може да ви изненади со својата искреност, зрелост и смиреност. Но не брзајте. Дозволете работите природно да се развиваат. А во делот на работата и финансиите, ова е една од најсилните области за вас во текот на јуни. Многу бикови ќе почувствуваат дека конечно почнуваат да гледаат резултати од претходниот труд. Ако сте работеле напорно, ако сте вложувале време и енергија во некој проект или работа, можно е да добиете потврда дека сте на вистинскиот пат. И не потценувајте ги малите победи. Тие често се првите знаци на голем успех. Можно е да се отвори можност за дополнителна заработка или нов извор на приход. Некои бикови ќе размислуваат за сопствен бизнис, дополнителна работа или проект што долго време стоел на чекање. Ако имате идеја која постојано ви се враќа во мислите, можеби е време да почнете сериозно да ја разгледувате. А финансиски месецот носи подобра контрола. Ќе бидете повнимателни со трошоците и ќе донесувате попаметни одлуки. Тоа ќе ви помогне да се чувствувате посигурно во иднина. И во текот на овој месец
ќе сватите дека не мора секогаш да бидете силни за сите околу вас. И вие имате право на одмор. И вие имате право да побарате помош. И вие имате право да кажете дека нешто ви е тешко. Многу бикови носат повеќе товар отколку што другите забележуваат. Но Јуни ве учи дека вистинската сила не е во тоа секогаш да издржите сами. Вистинската сила е да знаете кога треба да се грижите за себе. И ова е добар месец за воведување нови навики. Повеќе движење, повеќе грижа за здравјето, повеќе време за работи што ви исполнуваат. А колку повеќе инвестирате во себе, толку повеќе ќе почувствувате позитивни промени. Најголемите можности во јуни ќе доаѓаат преку финансиски проекти, нови работни контакти, учење и усовршување, семејна поддршка, креативни идеи, лична дисциплина. И ова не е месец на брзи чуда. Ова е месец на паметни чекори што можат да создадат долгорочен успех. Токму тоа е енергијата што најмногу ви одговара. А на што треба да внимавате? Една од работите на кои треба да внимавате е тврдоглавоста. Понекогаш кога еднаш ќе донесете одлука, тешко прифаќате поинакво мислење. Но некоја личност во текот на овој месец може да ви даде совет што навистина вреди да се слушне. И бидете отворени. Не секој што има поинаков став е против вас. Но исто така, избегнувајте да ги носите сите грижи сами. Некои луѓе околу вас искрено сакаат да ви помогнат и дозволете им. А мокна порака за биковите во јуни. Драги бикови, можеби понекогаш ви изгледа дека животот се движи побавно отколку што посакувате. Но запомнете нешто важно. Најцврстите темели не се градат брзо. Се што создавате со трпение, труд и љубов, има поголема вредност и подолг век. Не се споредувајте со другите. Вашето патување е уникатно. Вашето време доаѓа. Вашите резултати доаѓаат. Продолжете да верувате во себе и во своите способности. Дури и кога напредокот е бавен, тој се уште е напредок. Овој месец може да ви покаже дека сте многу поблиску до целта отколку што мислите. Верувајте во процесот. Верувајте во себе. И продолжете напред со мир, достоинство и самодоверба. И ви посакувам прекрасен, стабилен и успешен јуни. Доколку ви се допадна овој хороскоп, напишете во коментар, го заслужувам најдоброто. И секако, претплатете се на каналот за повеќе хороскопи. Ви благодарам.